Сакам да ја поздравам извршната директорка на GS1, госпожа Милутиновиќ, да го поздравам нашиот гостин од Америка, од глобалната GS канцеларија, Бајдерман, така, точно, кој што ќе биде со вас. Мислам, тоа е драгоценно искуство да слушнете денеска нешто повеќе. Меѓутоа, клучот на целата работа е да се запрашаме на крајот дали ние имаме структура на бизнис и на економија на кој што можеме тие решенија за кои што ќе зборуваме да ги имплементираме и да направиме чекор напред. Јас сум убеден, оптимиста, дека бизнисот без разлика на проблемите моментални ќе оди понатака, затоа што тоа е, како да ви кажам, тоа е како еден велосипед кој ако го вртиш, ќе оди, ако не ќе паднеш. Значи, ние сакале, не сакале, кога ќе влезете во бизнисот, вие се качувате на велосипед, или ќе возите, или ќе паднете, нема друго чаре. Затоа мислам дека ние сите што сме тука собрани, тоа најдобро го знаеме и мораме да се едуцираме, мораме да одиме напред, мора да ги следиме светските токови, за да дојдеме до најдобрите решенија. Едноставно ти си ставен на трака и мораш да водиш напред. Втората работа за бизнисот што сакам да ја кажам, тоа е дека неслучајно пред Wall Street се наоѓа еден пик голем. Таму поставен 1989 како да го поставија, за да докажат дека тоа е символ, не е животно символ, на упорност, на истрајност и така натаму, дека и кога ќе паѓаат берзите, и кога ќе паѓаат економските активности, некој мора да верува дека тој ток ќе се смени. Па чак и кога ние ќе се страмиме и ќе кажуваме дека пред 20 години беше подобро овде наместено и направено и функционираше и така натаму, ние ќе кажуваме дека постои надеж за нешто напред. Иначе нема смисла живење. Не знам зошто би се живеело, зошто би се работело. Така да, тој символизира тоа, дека берзата јако е паѓа надолу, дека еден ден ќе се промени и вие ќе заработите наде, дека вашиот бизнис кој што не оди, утре ќе се промени нешто и ќе носи профити, дека вашето однесување, кое што е сега негативно и депресивно, ќе биде утре оптимистички и така натаму да не бъде. И морам да кажам, обстојувајќи долги години во македонскиот бизнис, познавајќи ги нашите компании, ние имаме позитивни, светли примери, кои што треба да ги следиме. Значи, треба да бидеме упорни, да се стремиме, да имаме оптимистички приод према работите и да не се страмиме да учиме од другите. Затоа, овој приод што денеска го гледам, да вие бидите тука и цело време во некаква корелација, во некаков контакт со луѓе што направили од светот, да можат овие институции да ви ги донесат, да дискутирате со нив, да ги проверувате решенијата ваши, е добар приод и јас сакам да го поздравам и ја повикувам GS1 да биде лидер во тие процеси во Македонија, како е да представник на најголемите асоцијации за стандардизација, да тоа го прави и покажува со пример на другите како треба да се прави, да тој интерактивен диалог мора да донесе такви решенија. Дали е све остварливо во светот како што е. Значи, пред 10 години на вакви скупови ние зборувавме за замена на постојните сајми во дигитални сајми. Не гледам дека тоа се реализира. Многу тешко оди развојот на електронскиот бизнес на многу сектори. Во меѓувреме се промени регулатива, се прилагоди, вие се едуциравте и така натаму. Значи, ќе останат традиционални форми, ќе останете вие кои ќе се залагате за нови решенија. Тука мора да се најди заеднички меѓу едното и другото. Значи, не можеме да бидеме исклучиви, сега, за да направиме промена, ова го оставаме зад нас, почнуваме ново, па пак наново, па ќе рушиме, па ќе правиме. Никаде во светот не успел концепт во кој што рушилачки ќе рушиме и ќе градиме наново. Секаде градат успева тие концепти каде што паралелно се вози тука на неколку колосици. А зашто треба да се вози кај нас на неколку колосици? Затоа што ние, според истражувањата што ги направи Стопанската комора на Македонија, не она, него нарача студија од Институтот за економски студии во Виена,
и ги презентираше тука, покажа дека нас, ако со ова темпо работиме, ни треба најмалце 30 до 40 години, ако Европа седи на ова ниво, ние растиме со 4%, што и тоа не можеме да го оствариме, те ни треба 30 до 40 години за да ги стигнеме. Тоа за нас е, како да ви кажам, депримирачки, недостижна цел и така натаму, многу луѓе ќе сакат на тој пат да се откажат. Меѓутоа, гледано историски не е така. Забрзувањето одат по друга некаква, да речем, друга прасина. И на крајот на краиштата, ево, имаме фирми кои што ги прифаќаат сите најголеми светски вредности од технолошки аспект и од напред и може да представуваат пример за сите луѓе. Така да, јас како и секогаш ќе го завршам моето излагање со еден повик, една порака до вас. Вие сте овде гледајќи го составот на фирмите и познавајќи многу луѓе. Вие сте луѓето кои што треба да добиват ордени од оваа држава. Вие сте на последниот браник на одбрана на изискувањето за луѓе. Вие сте на последниот браник на одбрана на задржување на минималното ниво на економска активност, која што уште како држава не сврстува во определена групација и во кондиција која што има некаква перспектива. И вие сте луѓето што можете да го остварите тој прогрес. Без постојањето, ако денеска ние овде имавме наместо овој број заинтересирани 5 или 10 компании, ние требаше да седнеме после тоа и да се запрашаме каде одиме. Така да не плашете со диалог, кажете ги проблемите. Мислам дека имаме напредок по тој дигитализација. Новите технологии ќе ги рушат границите. Затоа не постојат граници. Кои ќе ги рушат границите, ние ќе излеземе на пазар на кој што машки ќе можеме да се бориме, да докажеме кој е тој што е поуспешен, подобар, ќе направи подобар производ, подобра услуга, поевтина, тој ќе заработи поголем профит.